драги ученици. Добре дојдовте и на уште еден час по природни науки. За второ оделение на овој час по природни науки ќе научиме нешто за сонцето и небото. Секој ден го гледаме сонцето, секој ден го гледаме небото, меѓутоа редно е да научиме и нешто повеќе за сонцето и небото. Најпрво за сонцето одиме. Дали сте знаеле дека сонцето е звезда? Сонцето е звезда која што спаѓа во звездите џуџиња. Без сонце знаеме дека нема да има живот на земјата. Сонцето е потребно и на растенијата, и на човекот, и на сите живи суштества во светот. Значи, топлината и сончевите зраци и светлината од сонцето е потребна, затоа што сонцето зрачи со топлина и светлина. За да расте се и се да функционира како што треба, значи потребно е сонцето. Сега нешто интересно да знаеме за сонцето, дека тоа е 100 пати поголемо од земјата. Значи, тоа е еден интересен податок. Сонцето изгрева на исток, заоѓа на запад. Се надевам дека наутро кога ќе се разбудите, некогаш сте го виделе како сонцето полека излегува од зад планините. Значи, тогаш сонцето изгрева и можеме да го видиме во позиција на изгрев и тоа изгревање на сонцето од зад планините се вика изгреј сонце. Значи, сонцето изгрева од исток и кога полека се покажува од зад планините, тоа се вика изгреј сонце. Кога во текот на денот сонцето ги менува позициите. Кога е највисоко, кога го гледаме точно над нас на небото, највисоко, значи тогаш е пладне. А потоа полека се врти и оди на запад и навечер, кога сонцето заоѓа, односно се скрива зад планините, тогаш тоа заоѓа и тоа се вика зајди сонце. Нели сонцето е на небото, а небото во текот на денот кога е ведро, можеме да забележиме дека има сина боја. Но воздухот е прозирен и воздухот нема боја. Како тогаш ние го гледаме небото дека има сина боја? Сето тоа за небото да има сина боја произлегува од таму што воздухот е полн со прашини, честички низ него и сончевата светлина кога пробива низ тие честички, нас ни се гледа дека небото има прекрасна сина боја. Навечер, многу често навечер го гледаме небото кога има на него едни ситни светилки. Тие ситни светилки се безброј звезди и планети кои што нема сончева светлина ноќе, меѓутоа тие светат, добиваат некоја светлина од зраците од сонцето кој што е веќе скриено. Сега, ако небото е ведро во текот на денот без облаци, можеме да го забележиме сонцето, меѓутоа ако се појават облаци, тогаш сонцето може да се скрие зад облаците. Значи, сонцето е повисоко од облаците. А навечер, кога е ведро, можеме да ја забележиме месечината, која што исто така произведува светлина, тоа го учевме, нели? И исто можеме да забележиме и други ситни светилки кои што се наречени звезди или планети. Сега на небото има безброј звезди навечер. Тие се големи, сјајни небески тела кои испуштаат топлина и светлина. Добиваат светлина, рековме, од
сонцето кое што е веќе скриено и една од нив, односно звезда, е и нашето сонце. Рековме дека спаѓа во групата на звезди џуџиња. Понекогаш на небото може да забележиме и виножито, кое што е природен феномен, односно би го нарекле и чудо. Секако сигурно сте виделе виножито. Тоа е сите бои на него има, тоа е зрак со сите бои, каде што обично го забележуваме кога врни и грее сонце заедно. Исто така во феномени, односно во чуда, се и облаците и молњата или громот. Громот е светлина, кога ќе се судрат облаците, произведува светлина и ноќе знае да свети, меѓутоа и да произведува звук. На небото, во тој огромен бескраен простор, каде што се движи сонцето, планетата Земја, небеските тела како планетите, метеори и така натаму, сето ова небо се вика Вселена, или космос, или универзум. Тој е бескраен небесен простор. Бидејќи сонцето е огромно и со својата топлина привлекува многу различни небесни тела, тоа исто така и ги привлекува и планетите кои што се движат околу него. Значи, околу сонцето се движат 8 планети, кои што си имаат пат и вртат околу сонцето. Сонцето и 8 планети заедно се викаат сончев систем. Сончевиот систем го сочинуваат, рековме, 8 планети. Еве тука може да забележиме како 8 планети вртат околу сонцето по својата замислена патека. И тука ќе ги напоменеме, може да го застанете и видеото да си ги запишите, 8 планети на сончевиот систем, а тоа се Меркур, Венера, Земја, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун. Тоа се 8 планети кои што вртат околу сонцето. Се надевам, прекрасно поминавте и се надевам дека ќе бидете љубопитни и ќе го видите небото ноќе, ќе ги забележите звездите како трепкаат на небото, неколку планети кои што нема тие толку многу да трепкаат и секако во текот на денот ќе го гледаме многу често сонцето сега во пролет и во лето, како и прекрасното небо, се надевам дека ќе биде претежно без облаци и нема да имаме многу дожд. Ви благодарам, се надевам убаво си поминавте на овој час и се гледаме повторно. Убав ден ви посакувам.